Штафетна детска и трка за миленици придружена со одлична музика и дружба во градскиот парк во Скопје. Граѓаните се собраа за да ја покажат својата хуманост и поддршка на лицата со Вилсоновата болест. Сдруженијето за поддршка Подај рака го одржа 10-тиот јубилеен хепенинг за да испратат порака дека и овие луѓе не се сами заборавени од системот. Веќе 8 години имаат бесплатна терапија преку програмата за ретки болести. Сепак се уште постојат и предизвици во секојдневниот живот. Диагнозата за сите ретки болести е многу тешка, меѓутоа работиме на тоа да се поправат условите и упорно зборуваме дека онаа основна метода на бакар-вурина е се уште основна и неопходна да се донесе во државата за да пациентите не мора тоа да го прават приватно. Она што е многу важно не е само да зборуваме за Вилсон вака меѓу нас, мораме да бидеме гласни пред институциите, мораме да бидеме присутни и мораме да бидеме видливи во законите. Болеста Вилсон предизвикува нарушување во метаболизмот што доведува до таложење на бакар во црниот дроб, мозокот и очите. Од Сдруженијето велат дека навремената диагноза и соодветната терапија се клучни за нормален живот на пациентите. Се поврзува со болест на адолесценција затоа што бакарот се таложи во црниот дроб и ако не се реагира на време може да преку крвта се пренесува и во мозокот, така да може да има и невролошки нарушувања. Меѓутоа повторно ќе кажам, доколку диагнозата на време, пациентите на вистина може да имаат нормален живот. Единствено ограничување има диететското, не сме да јадат храна богата со што содржи многу бакар. Од основањето на Сдруженијето Вилсон во 2015 година до денес под слоганот Подај рака, секоја година се одржува хуманитарната штафетна трка. Од Сдруженијето ја потенцираат важноста на оваа поддршка, велејќи дека без неа пациентите со Вилсон би останале невидливи за општеството.